Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 142-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а ТВ 103 веќе 7 месеци паузираше до низината нова 6-та сезона, затоа што беше потребен процес на реадаптирање на форматот, бидејќи јас не бев во можност да следам задоволителен број на серии кои сметав дека се достојни за презентирање и имав потреба од поголем простор помеѓу сите емисии кои ги водам во животот, па ТВ 103 беше првата жртва, но сметав дека годината започна со неколку значителни ТВ остварувања и одлучив ТВ 103 да зрачи една епизода месечно, но во неа да се содржани анализи на 3 екстремно квалитетни серии, како своевиден преглед на најдоброто од најдоброто во месецот на стриминг сервисите. Пред се, па за ова 142 издание ја избрав крими серијата со епизоди снимени во еден кадар, потоа продолжението на култната модерна SF серија за поделените дружба и служба и серија во која се бара убиецот на преседателот во постапокалиптично доба. Односно, ќе ви говорам за ТВ сериите Adolescence, втората сезона на Severance и Paradise. А емисијата ја започнавме со Atomic Pit и композицијата Like a Primitive, односно во прашање е бенд кој што свири во Оснабрук во Германија, значи станува збор за едно моќно heavy psych stoner rock трио. Потоа имавме можност да ги слушнеме Kaiser, односно овој фински предсе stoner metal бенд кој издаде нов албум, односно Second Sound е новиот албум на овој бенд, од кој имавме можност да слушнеме Half a Dozen и потоа Rainbow Surf Free ги слушнавме, односно култниот бенд од Оклахома, кој постојат од 2007 година и исто така се имаат впечатлив heavy psych звук, односно се препознатливи со тоа што имате екстензивни турнеи направено со огромен број на бендови, но нивниот нов албум, 6-ти поред, Silver and Gold е издание за Ripple Music, од кој имавме можност да ја слушнеме Running with a Friend of the Devil. И во продолжение на емисијата ќе се преселиме од Сад во Италија, каде што музицираат Dune, односно станува збор за бенд кој што иако ја започна кариерата со некаква си doom metal готик провениенција, денес се актуелни со нивните stoner rock примеси кои ги надополнија во нивниот четврти студиски албум Agony Tool, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата In the Dirt. А потоа ќе следи и најавата за ТВ серијата Adolescence. Така што, доколку сакате да знаете кои се најквалитетните и највпечатливите серии за овој месец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Adolescence е британска крими мелодрама, односно мини серијал, создаден од страна на Джек Торн, него го знаете како авторот кој стои зад серијата за која ви говорев во рамките на оваа емисија, односно The Eddy. Потоа, тој исто така има работено на His Dark Materials и има режирано епизода од антолошката SF серија Electric Dreams. Потоа има работено на филмовите Joy, потоа филмовите од Енола Холмс серијалот, односно е режисер на истите, исто како и на Radioactive. И другиот човек кој е задолжен за создавањето на серијата е Стивен Грехем, односно тоа е човекот кој работи на Boiling Point, односно тоа е ТВ серија и филм пред се, за кој што ви говорев минатата сезона, која е важна затоа што и филмот, како и самата серија на Грем, е снимен во еден кадар и има една епизода која започнува со дол кадар во серијата, така што тоа условно кажано го сметам како прелиминарен процес за да се впуштат во авантурата која се нарекува создавање на Adolescence. Филип Барантини е човекот кој режира сите епизоди, како што во Британија тоа нели се прави. Го знаете како актер од Band of Brothers, ама како режисер го сними
исто така Boiling Point и филмот и серијата, правејќи го единствениот режисер кој е подготвен пред се за овој амбициозен подвиг, барем од техничко равниште. Серијата брои 4 епизоди со време трајање по саат време. Со среќа да не ги изгледате во едно седнување, јас не можев да се воздржам, така што за еден ден од викендот ги изгледав една по друга. Ако и вие имате трпение, делете ја серијата, ама мислам дека 4 кадри се гледаат во еден здив. Netflix ја обрави во целост на 13 март, а овој месец на стримерот, кој се наоѓа на првото место на стримери со 270 милиони претплатници, место кое Амазон нема да го загрози во догледно време, кое се наоѓа на второ место, и покрај се полошата и полошата понуда која има Netflix, кој оди на квантитет, а не на квалитет, трупајќи содржина од турско-индиско-шпанските серии, каде актуелни се мини серијата The Residence, потоа корејската When Life Gives You Tangerines, турската Bet Your Life, шпанската Welcome to the Family, зулу серијата Go, документарната From a Rockstar to Killer, од кој тешко дека нешто би гледал и би промовирал во рамките на емисијата, а во најава се болничката ТВ серија Pulse, драмата Ransom Canyon, комедијата The Four Seasons, аниме сериите Moonrise, Devil May Cry, полската Project UFO и бројни други незначајни серии од неанглиско говорно подрачје кои ќе бидат емитувани во април, додека не дојде летната офанзива се извинувам од страна на Netflix. А во серијата Adolescence станува збор за 13 годишниот Джейми Милер, односно глувен од Овен Купер, кој уште во првите кадри забележуваме дека е обвинет за извршување на убиство на соученичката Кейти Леонард, која полицијата ќе обие во домот на семејството Купер и ќе го приведе самиот Джейми. Неговиот татко Еди, кој го глуми Стивен Греем, е покрај синот, додека го испрашуваат, кој не сака да поверува дека неговиот син го има извршено злоделото. Се разбира додека не бидат изнесени доказните материјали кои ги имаат против него. Останатите епизоди се за истрагата на самото училиште, потоа испрашувањето од страна на психологот на Джейми и односот на преостанатите членови од семејството и како се носат пред се со неговото затворање. На овој начин се образува мозаикот на случувањето и со секоја нова епизода дознаваме значителни причинители кои ни даваат нови сознанија за мотивацијата на изведувањето пред се на злочинот, со оглед на тоа што Джейми го негира стореното во првиот миг и не е волен да ги сподели мотивите со останатите без разлика колку инсистираат тие да дознаат за мотивацијата, така што ќе треба да ја ископаат од друго место. Серијата е значајна од неколку аспекти. Именно на техничко рамниште е феноменална, затоа што една епизода е речиси невозможно да се сними во непрекинат кадар, а не па 4 епизоди, а особено преносот на камерата со дрон од училиштето до местото каде родителот го подава цвеќето, или пак сцените како камерата останува во со уапсениот пред се во просторот додека се вози од дома до станицата. Се уникатни решенија кои ја красат пред се серијата на визуелен план. На значенско рамниште серијата допира до булинг, односно до врсничкото насилство, изразено исто така преку социјалните мрежи, не само во живо, каде најпрви момците не сакаат да завршат надвор од тој 80:20 со однос на демографијата на девојки кои што ги посакуваат малкуте избраници и кога ќе бидат обележани како инсел, тука веќе се развива една друга проблематика и полемика, каде се накалемуваат сите тие елементи на токсичната машкост, знаејќи дека не се доволно убави, нели, да ги привлечат со изглед, започнува едно своевидно одмазничство и навреди за кои се провоцирани од друга страна од коментарите, например, на починатата, како во случајот на серијата, која Джейми не сака да признае, може би дека му било симпатична, а во емоционалниот вртлог се додава и таа токсична маска, која што е евидентирана и кај таткото, кој избувнува во последната епизода, и кај синот, кој пламнува во разговорот со психологот една епизода претходно, на кој
на која тој и прети пред се и се заканува. Токму епизодата со психологот, односно со понудениот половина пресечен сендвич со краставички, кој не се померак на Џејми, а одличен приказ за тестирањето на неговата предсеотвореност и трпеливост и толеранција која работите нема да бидат баш по негово, но при тоа покажува и агресија со која се заканува. Докторката не баре е животно во кафес кое пред се продукт на неговото растење и околината, како што може тоа да го забележиме. Овен Купер е за прв пат на малиот екран и прави одличен скок помеѓу емоциите, глумејќи го Џејми, така што од ова дете, доколку не потпадне под сите можни лоши влијанија на филмската индустрија, ќе биде добар актер од него. Меќу Луис е директор на фотографија и мислам дека треба да дојде Меќу на Манаки да ни одржи еден мастер-клас за тоа колку е напорно да се снима во еден непрекинат кадар. Овој човек е директна инспирација врз мене на стилистичко решение за да го работам мојот краток игран филм Слобода, да го симулирам во не попречен кадар. Така што снимате всушност театарска представа во живо и ако се случи барем еден да сгреши, а се случува тоа на секој тек, соочени сте со една одлука која го поставува прашањето колкава е големината прецена грешката, односно дали може да преживее делото со прострелната рана или ќе се снима од почеток, со оглед на тоа што ако грешката се случи на самиот почеток е многу лесно да се започне повторно. Меѓутоа, ако тоа се случи некаде 40-та минута, тука се носат тие тешки одлуки. Одлични филмски решенија има донесено за дислоцирањето на камерата, во исто така и клаустрофобично делува епизодата пред се со испрашувањето, така што врвно е сработена оваа серија. За пофалба е и детскиот хор која пее Fragile во срцепарателното одлетување на камерата, што е едно од малкуте инвентивни употреби на дрон, кој јас лично го оправдувам, самнувајќи со женски глас на починатата од пеано докторката која ја глуми, кој ќе загарантира соидно ежење на кожата. Епилогот не ги приложува пред се на камера фрактурите на семејството, кое мора да се носи со судбоносната одлука на синот, која искрен да видам, би сакал да видам во што ќе се развие зад решетки, но не верувам дека има доволно материјал за нова сезона, освен ако пратиме живот, например, на сестра му или останатите членови на фамилијата, но не би сакал да гледам медиокритет на нова сезона, ако веќе јас се прашувам, ама никој мене не ме прашува, па затоа би инсистирал да остане недопрем понатаму овај прекрасен мини серијал кој досега го имаме добиено. Мислам дека имаме поголем потенцијал да дознаеме нешто повеќе од интеракцијата со врсниците на Џејми. Мислам дека тоа е малку пропуштена можност да се збогати светот и да се направи таа дистинкција помала помеѓу генерациите, тој јас да се намали, но ако морам да ситничарам, што би сакал подлабоко да се истражи, тогаш тоа е нивниот јазик, за да може ние бумерите конечно и да го разбереме. Да разграничиме, децата се одлика на родителите, нивен одраз, се додека тие не создадат еден нивен индивидуален порив за собствена персона, тие го имитираат пред се нивното однесување, а родителите се должни да им објаснат што е љубов, што е омраза и да се вклучат во модерните текови и постоечките јами во кои што може тие да западнат, вклучувајќи го и присуството и коментарите на интернет, а кога детето не е во домот, таа одговорност ја преземаат учителите, наставниците, професорите, кои не може како и родителите само да покажуваат прсти едни во други и да се оградуваат. Сите придонесуваат за градење на едно социолошко битие, како што е 13 годишното дете, кое мора да е подучено дека секоја одлука има последица и на 13 години веќе изучуваме Њутонови закони тука и не знам што учат тоа во Англија, освен да станат убици, но да не слушнеме после дека Менсон или видеоигрите се криви за одземање на нечии животи. Напротив, сите се криви, без разлика дали ќе преземат одговорности или не, заради тоа што сме социјални битија кои што едни со други
сме нераскинливи. Сите сме дел од општеството и имаме одговорности, како што тоа можевме да го забележиме во оваа серија во која сите одлуки си имаат своји последици, меѓутоа на интригантен начин се допира до проблематиката на најмладите и што значи да се биде шиканиран и одбиен и како тоа одбивање на еден прилично нездрав начин го канализира самиот Джейми и поставувањето на прашањето за тоа што значи да се провоцира на таа годишна возраст, како да се најде начин да се избалансира нечи живот со оглед на тоа што не може секоја реплика да биде, односно секое негодување да биде проследено со излевање на фрустрација и агресија еден на друг, така што неколку животни лекции не се научени во рамките на оваа серија која ни даде еден интригантен поглед за тоа ништо поменуваат најмладите, од кои ние ретко кога сме изложени или знаеме или сме запознаени со тоа што многу добро треба да бидеме свесни дека коментарите на социјалните мрежи конкретно се места каде што се раѓаат нови убици. 10 од 10 има оваа серија од мене. Во продолжение ќе слушнеме композиции од An Evening with Knives, односно ова е бенд кој музицира од Eindhoven, од Холандија, односно станува збор за бенд кој што инкорпорира и постметал елементи, дум елементи и има малку сладж зачин во нивниот музички израз, кој го снимија нивниот нов студиски албум End of Time. Ќе слушаме композицијата Pride of Lions од него, потоа ги слушаме Ditch, односно уште еден холандски бенд, ако не се лажам, кој исто така имаат започнато и во 90-тите години, ја имаат фатено холандската stoner rock сцена, така што се под влијание, се разбира, и на Queens of the Stone Age и слични бендови, односно од нив ќе имаме можност да ја слушаме композицијата Java, односно која што го отвора The Traveler, потоа и слушаме Cadaver March со Rabbit Killer, односно тоа е композиција од нивниот втор студиски албум од овој дански stoner rock бенд од истоимениот, односно албум. Cadaver March се нарекува и нивното второ студиско издание и потоа преминуваме на Gentle Beast, односно ги слушаме со Voodoo Hoodoo Space Machine, која се наоѓа на нивниот албум кој го носи едно прилично долго и запрепастувачко име, односно Vampire Witch, репликатор, кое е нивното, ако не се лажам, најново издание кое го објавија овој месец, значи станува збор за психоделичен stoner rock бенд. Така што по преслушувањето на овие бендови ќе преминеме со најавата за ТВ серијата Severance. Уживајте. Severance е научно-фантастичка психолошки трилер серија, за чија што прва сезона ви говоре во рамките на TV103, поточно во 75-та епизода од оваа емисија, односно 25-та од трета сезона, ако повеќе милувате, и со цел да ја избегнам репетицијата, ќе се надоврзам на кажаното во неја, односно, па ако сте заинтересирани за првата сезона, имате 40 на минути мој осврт кој може да пронајдете на YouTube страницата на Златко Ѓелевски, каде ги ставам сите, буквално сите емисии кои учествувам на нив. Чинителите кои се вредни за повторување од првата сезона се дека серијата ја работи всушност секретарот на Бен Стилер, Ден Ериксон, а самиот Стилер зазема се поголема и поголема улога во втората сезона, кој дури половина од епизодите од втората сезона ги режираше самиот за добро или лошо на серијата, а всушност серијата е златната крава на Apple Plus, односно да бидам попрецизен во контекст на серијата, златната коза на стримерот, кој се наоѓа на 8 место со 40 милиони претплатници, под Hulu и над Peacock, на која моментално оди втората сезона од Surface, потоа Dopetive се емитува и SideQuest треба да започне со емитување, кој многу ми се допаѓа што се антитежа на Netflix и одат на квалитет, а не на квантитет, како што забележувате од напоменатото, кои во најава наредниот месец ги имаат Your Friends and Neighbors,
потоа научно-фантастичниот Murderbot, комедиите The Studio, Government Cheese и француската Карем, документарната Fight for Glory 2024 World Series и Number 1 on the Call Sheet. Иако технолошки никогаш не ми се допаѓал нивниот затворен систем, ми се чини дека се едни од најомилените стримери, барем за мене, кои фрлаат пари на серија, која ја предводи познат актер или актерка и на тој начин загарантира привлечност и гледаност кај претплатниците, само уште да не емитуваа недела за недела и да се нервирам да изгледам во цело се кога ќе биде ставено на едно место, ќе беше во ред. Објавата на IndieWire објавија дека Apple Plus губат $1 милиарди годишно, без разлика на претплатниците, па да не беше затворен системот и да престанеа да го влекуваат серии, можеби и немаше тоа да се случи, ама Apple од друга страна заработуваат $100 милиарди годишно, така што 1 милиарда на трилионерите не им значи нешто многу. Втората сезона на Severance брои епизода повеќе од првата, што значи има 10 епизоди кои се емитуваа од 17 јануари до 21 март, значи агонијата траеше цели 2 месеци, првите 3 траат над 50 минути, а потоа се намалува време трајањето на 45 минути во просек и последната е 75 минути, односно скоро колку долгометражен филм, односно 8,5 сати ви се потребни да изгледате во целост, не мора да чекате да објавуваат со недели, веќе имате комплетирано, така што моја препорака е да изгледате во 2 седнувања за викенд по 4 сати, не знам колку мина ќе одвојат време да направат маратон од неа, што е изводливо, затоа што има ботл епизоди, например, има филери за споредните ликови, па дури има тимбилдинг екскурзии кои ги пополнуваат маргините на целокупната слика која треба да ја составите. Во прашање, значи, е серија со генијална премиса, која ја предводи Маркес, глумен од Адам Скот, кој работи во, ајде да не наречеме ретрофутуристичка фирма, во која тој со колегите Дилан, Хели и Ирвинг работат на компјутери, збирајќи броеви и сортирајќи ги, односно повлекувајќи ги интуитивно во дигитални кутии, не знаејќи што би придонел нивниот труд во мегакорпорацијата Lumen. Треба да знаете дека тие се всушност ини, односно двоен идентитет на нивното аути. Значи, секој човек кога подлегнува на ставање имплант во неговата глава, во мигот кога ќе дојде на работа, заживува неговиот двојник, односно неговото ини. И на тој начин нема пристап до неговите сеќавања, односно функционални поделени личности гледаме со различна функционалност. Така што кога е надвор, истиот човек го нарекуваме аути, кога е на работа го нарекуваме ини. Со една многу јасна поделба каде аути и ини немаат никаква допрена точка за нивните спомени и сеќавања пред се, односно впечатоци кои ги имаат од околината и буквално не ни знаат луѓето внатре, тие што се од надвор и тие што се од надвор не ги знаат луѓето внатре. Во првата сезона се запознавме со одлуките зошто чувствувале ликовите енормна тага и незадоволство пред се од, односно неисполнетост во животот надвор, за да подлегнат на процедурата на поделен мозок и кога ќе си дозволат за миг да излезат во јавност и проговорат со свеста на внатрешната персона надвор, како што завршува првата сезона, во втората ќе се разлоби односот со нивните сакани. Односно, нивните ини почнуваат да имаат афинитети кон ликови поразлични или па во дадена ситуација може и исти со нивниот аути, односно внатрешниот со надворешните ликови. Ама не смее да се заборави дека се различни идентитети во прашање, а Марк, например, со помош на заговорничките, ќе успее да искомуницира со неговиот ини, односно внатрешното јас со надворешното јас, и ќе дознае дека всушност е жива неговата сопруга, која што надворешното ја смета дека е почината, која е всушност заробеничка на корпорацијата и ќе се зададе мисија да ја ослободи, што ќе доведе до еден
на најсрцепарателна епизода во која Марк ќе мора да одбере со која од неговите љубови ќе го продолжи животот, со оглед на тоа што се поставува прашање кој Марк бира, внатрешното јас или надворешното јас, така што доколку би знаеле кој од нив ја носи таа одлука, можеби би сватиле и би имале разбирање зошто е всушност таа донесена и при тоа ставајќи го во прашање пред се изведувањето на оваа мисија. Со самото тоа што во ботол епизодите има доволно време да ги дознаеме предложките на сите главни и споредни ликови, многу лесно е поврзувањето и оправдувањето на нивните одлуки за таа ментална сегрегација, ама исто така дознаваме повеќе за подмолните игри на Лумен и како ги пере мозоците на вработените со нивните промотивни видеа и пропаганда и кампањи за подобрување нивната благосостојба, капитализирајќи дури и при нивната побуна со оглед на тоа што уме да ги стави во канонот на историјата на оваа фирма. Милозвучните композиции на Теодоре Шапиро одекнуваат во серијата, ретко која серија може да се пофали со впечатлив продукциски дизајн како тој на Джереми Хиндл, со јасна дистинкција на пастелните бои во канцелариите, омекнати и студени, наспроти затемнетите домови од несреќните животи на надворешните јас, кои Джесика Ли Гање воспостави јасна фотографија со повремени халуцинации на Ирвин, која ја следат останатите директорки на фотографија од Чекор со почести излези во ботол епизодите, што даде една друга визуелна димензија на животот надвор, всушност на конкретна локација. Секако дека нема сите мистерии да се обелоденат, како таа, например, за собата со козите, и сега дури има и една целосна друга соба со пасишта посветена за кози и нивните сточари кои не би жртвувале толку лесно јаре за владетелот Кир, како што може да забележиме во една прекрасна ситуација во која Гвендолин Кристи е инволвиран. Има една физичка пресметка која ќе заврши со крвава фонтана во вратот, во која што исто така и Гвендолин ќе биде некаков сведок, така што на право место ја имаат ангажирано оваа итерација на Луцифер, што во Белите ходници и тоа како остава трага. Маестралната најавна шпица, една од најдобрите во историјата на човештвото од првата сезона. Во втората сезона со дуењето на главите како балони, како еден мотив, може би не е на ниво со прелевањето на првата сезона, но повторно е одлична анимацијата во која двојниците се вовлекуваат во незгоди и се повлекуваат од една од друга страна. Не знам колку забележавте по завршувањето на сезоната, откако ќе пребарате серијата на Google, ќе ви се појави анимација на вашиот екран со конфети и кога ќе ги притиснете, се шират балони низ целиот ваш екран. Така што тој мотив на балони неколку пати се повторува и се поврзува во пастелните ходници од оваа серија, така што дури е искористен и како промотивен материјал. Оставија хаос овие ликови во фирмата, така што и новата побуна верувам дека ќе мора да се разјасни во наредната сезона, затоа што внатрешните јас нема да дозволат да престанат да постојат, без разлика на тоа колку надворешните сакаат интеграција со нив. Оваа двојба сигурно ќе биде дотолку позамрсена во наредната сезона и баш сакам да дознам какви пропагандни материјали Лумен ќе создаде од оваа побуна пред се и ги инкорпорира во канонот на фирмата. Иако не бев многу импресиониран од тимбилдингот или пак од епизодите за ликот кој глуми Аркет, служеа овие епизоди како издишки за странување од действието, кое многу малку придонесува за комплетирање на мозаикот. Без разлика на нив, втората сезона мислам дека на многу веш начин ги прикажа сите проблематични љубовни односи на ликовите во Ивон Лумен, дополнително комплицирајќи ги нивните животи и при токму за животи станува збор, бидејќи внатрешните ликови не сакаат да дозволат да се загрози работењето на фирмата, затоа што во спротивно би биле исклучени од надворешните,
што значи дека се развива кај нив една борба за екзистенција, не баре се самосвесни андроиди во со научно-фантастичните тропи кои многу добро сте запознаени, без разлика што не се открива многу од фирмата. Втората сезона отвора доста прашања за комплицираниот сооднос на поделените личности, во кои нема доволно простор за двајца во едно тело. 9 од 10 има оваа сезона од моја страна. А во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме малку позадуман, посладжи избор на бендови, односно ги слушаме Occultum со Dragged Wizard Walks By од нивниот албум Buena Muerte. Станува збор за бенд кој што музицира од Чиле, активни од 2009 година, и Buena Muerte е нивниот трет долгосвирачки албум. Потоа од Чиле се селиме во другата Америка, каде што ни доаѓаат Dirt Mother, односно во Арканзас музицира овој бенд кој го издаде нивниот истоимен албум, од кој ќе слушнеме Soil the Dove. Потоа Cavernous ги слушаме со Mana Sucker, односно композиција од Ancestral Thrones. Ова е композиција која доаѓа од бенд кој, ако не се лажам, потекло од Коста Рика. И ќе завршиме во овој сегмент со Clastos, односно со композицијата Made of Mistakes, која се наоѓа на нивниот албум Born to Ruin, а во прашање е еден сладжи, односно Doom бенд кој го издаде нивниот прв долгосвирачки албум, така што се селиме за крај во Шведска, од каде ќе може да уживаме во нивниот звук, и потоа слушаме најавата, се извинувам, за ТВ серијата Paradise. Paradise е американска политички трилер серија, односно создадена од страна на Ден Фогелман, кој е човекот кој стои зад сега веќе култната ТВ серија This Is Us. Го има режирано и актуелниот филм Life Itself, сценариста на бројни анимирани филмови кои претпоставувам дека ги имате гледано во големите киносали. Серијата е работена за Hulu, кој знаете дека е во собственост на Дизни, а како самостоен стример се наоѓа на 7-мо место со бројот на претплатници од 48 милиони, над Apple Plus, за кој што ви говорев претходно, и под HBO Max се разбира. Иако Paradise се емитуваше на почетокот на годината, јас овој месец одвои време за неа, чекајќи ја да заврши, со оглед на тоа што и Hulu има практика да ја емитуваат недела за недела, а овој месец кај нив беа актуелни Good American Family, пред се започна со емитување, и Daily Boys се емитува исто така таму. Па, како што гледате, имаат лимитиран број на серии кои ги молзат недела за недела, но барем се држат до оригинални и автентични сценарија, а нареден месец ја имаат најавено Dying for Sex, Mid-Century Modern, како и последната сезона од The Handmaid's Tale. А со нетрпение ја чекаме Alien Earth да биде реализирана на Hulu оваа година, со тоа што треба да биде предвестник на севкупната Alien франшиза. Серијата брои 8 епизоди со време трајање од 50 на минути, која започна со емитување на 26 јануари, како што ви напоменав, и заврши 4 март. Ја чекав да излезе комплетно па да ја гледам, затоа што нема потреба да потпаднам на агонијата на гледање недела за недела, така што трае 6,5 сати, и моја препорака е да ја преполовите и да ја гледате во 2 дена, што е изводливо, и задоволителна доза би примиле со 4 епизоди во ден. Серијата представува синтеза на два различни жанрови, односно политичкиот трилер со своите шпионски елементи од една страна и од друга страна научно-фантастичниот жанр, односно апокалиптичните поджанрови имено. Серијата ја предводи Стерлин Кеј Браун, кој оглуми Ксавиер Колинс, шефот на обезбедување на преседателот, кој да мити бил харизматичниот Джеймс Марсден, кој уште во првата епизода Ксавиер го наоѓа мртов во неговата канцеларија, и серијата станува негова истрага за дознавање кој е сторителот на злоделото, што на хартија воопшто не би се разликувало од останатите крими серии и не би имал никаква мотивација и причина да ви ја промовирам тука, затоа што се базира на основните постулати на крими жанрот. Меѓутоа,
пресвртот е тоа што наставно се случува во дистописка населба од 20.000 жители под купола, која е заштитена од катаклизмичниот свет, изградена во подземјето на Колорадо, каде се имаат прибрано тие што можеле да си допуштат да бидат спасени од катастрофата која што го има уништено светот. Така што гледаме од една страна крими истрага, меѓутоа во дистописки свет, кој изгледа идилично затоа што е вештачки создаден во подземна пештера, каде скриените преживеани се обидуваат да имаат среќен живот, условно кажано, во наводници. Со оглед на тоа што сме на радио, не може да ги погледнете наводниците, додека Ксавиер не дознае како се манипулирани од семоќната Саманта, односно Редмонд, која е наречена Синатра во рамките на серијата, глумена од Џулијан Николсон, која е замешана во сите одлуки во бункерот и Ксавиер ќе влезе во дуел со неа, обидувајќи се да го обзнае населението дека е прелажано од неа и тоа на секој можен начин. Со одличните скокови назад во времето дознаваме не само како се спријателува Ксавиер и неговиот шеф, кој е заљубен во пауер балади од 80-тите, туку и како има дојдено до апокалипсата и кои биле пресечекорите кои се преземале во Белата куќа за време на евакуацијата и како неговата сопруга останала разделена од него и неговите деца, зашто не му простил на преседателот, но и тој не е семоќен да спои разделени семејства. Одличен подмолен играч е семоќната Синатра, која по секоја цена би го задржала јавниот ред и мир, ама сепак да биде по нејзина волја, контролирајќи ги останатите неретко избезумени богаташи, што значи дека има добро изградени ликови за конфликтна ситуација да се воспостави. Епилогот се разбира дека е отворен со оглед на тоа што дознаваме дел од картографијата надвор од оваа Платонова пештера, ако може така да ја условам, така што информацијата дека има преживеани во несреќата беше доволен повод Хулу да ја обноват серијата за нова сезона, наместо да ја остават да скапува недоречена. Глен Фикара и Џон Рекуа режираат пилот епизодата и епилогот, а Ганџа Монтеиро и Ханел Кулпепер средиштето на серијата, така што мислам дека има повеќе од потребно наклонување на истрагата, отколку на научно-фантастичните чинители, кои мене ми беа поинтригантни, например, кои не се во детали истражени. Затоа, например, како со неограничените ресурси успеале да направат подземен град во Колорадо и да суплементираат сите основни човечки потреби. Ние не видовме побуната на манипулираниот народ, што е пред се научно-фантастичен императив, кој се надевам дека ќе биде присутен во наредната сезона, а честиот соработник од DC за Јасу Танида е кинематографер на сите епизоди, што значи тој има најголема контрола и врз личниот свет со нагласениот колорит во подземјето, но и врз матното минато во кое е генериран крајот на светот. Душата на серијата е пред се човечкиот сооднос на преседателот и неговиот шеф на безбедност, кој кога ќе дојде нож до коска, се тука да бидат подсетени дека не се најдобри пријатели, туку имаат функции кои треба да ги извршат за општо добро, односно за доброто на народот, а не исклучиво за лични побуди, а тоа што Ксавиер е подготвен да прими куршум за преседателот, говори пред се за неговата посветеност и лојалност. Скокањето низ време ја внесува потребната свежина во серијата, бидејќи крими елементите, како што веќе знаете во секоја криминалистичка серија, најпрвен се извршува едно убиство и потоа се бараат причинителите, односно неговите изведувачи, за разлика од шематски во секоја хорор серија, например, на крајот се бројат мртвите тела, така беше студиозно наметната нормативите како се пишува едно и како се пишува друго, меѓутоа не мора тоа да значи дека е така, посебно кога ќе се инволвираат научно-фантастичните тропи. Така што со кочењето на действието пред се знае да биде од
рамките на криминалистичките елементи, особено додека пред се не ги знаеме добро ликовите, се запознаваме со нив, меѓутоа кога ќе се навратиме на катастрофата и се воведат научно-фантастичните нормативи, се забрзуваат течението во наредните епизоди и влоговите стануваат, се разбира, поголеми и нема непотребни застранувања во действието и безцелни ботол епизоди, туку за сите линии на течение има помалку во секоја епизода, за да може и љубовите на преседателот да дојдат до израз, како и секоја лоша обработка на одличните рок-н-рол песни од 80-тите. Меѓутоа, каде има моќ, има и корумпирање на истата од големо поседниците, кои ќе си го заштитат својот задник во овој дизастер филм, премточен во серија, кој ќе дојде до судниот час, препуштајќи го народот да си умре. Се разбира, не сите тие што имале привилегиран живот ќе имаат и повластено продолжување на истиот во подземното Колорадо, што јасно говори за светот во кој живееме и гледаме хипотетичко сценарио кое може да биде реализирано уште утре. 8 од 10 има оваа серија од мене. И за крајот на оваа емисија ќе слушнеме една композиција од Humunga, односно тоа е композицијата Last Pilgrimage, која го отвора нивниот нов студиски албум Mammoth, односно, ако не се лажам, ова е 7-миот нивен студиски албум, одличен звук поседува овој инструментален психоделичен стонер рок бенд кој што има исто така и мрачни елементи во нивното музицирање, значи германски одговор на My Sleeping Karma, ако повеќе сакате, и одличен албум за преслушување во еден здив, така што и слушаме Humunga како крај на оваа епизода, а вие го слушавте 142-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, каде детално ги анализирав трите серии за кои што ви говоре во рамките на ова издание, односно Adolescence, потоа ви говорев за Surveillance и на крај завршив со говорење за Paradise. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој последен четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!